нема стоти сигурно, бидејќи доаѓам уште од прва година на факултет, така што многу безброј пати сум била дел од Војдан Черноземски. Интересно е тоа што секој од нас како актер тргнува од себе си кога влегува во еден одреден лик. Во овој случај имав голем предизвик, морам да ти признам. Станува збор за една нереализирана актерка која што си го бара своето место во тоа дно. Јас себе си не се доживувам како таква, но многу работи кои што ги играм во оваа представа апсолутно можам да ги поврзам со времето во кое што живееме. Така што морав да најдам еден баланс во она што сум јас и во она што треба да го играм и му благодарам на Кендрим за за соработката и за довербата, токму јас да го играм овој лик кој што не е главен, но е многу важен во оваа представа. Да, потребно е заради тоа што сметам дека и театарот мора постојано да се преиспитува, да се преслушува и да има една природна конкуренција за да растеме. Ние сме сега веќе една нова генерација на актери кои што нормално го освојуваме ова театарско небо и доколку бидејќи се помалку имаме емисии за култура, се помалку критика за представите во кои што ги работиме, верувам дека овие фестивали се едно тло каде што можеме да си ги преслушаме силите и каде што можеме да видиме кај ни се движи театарот во нашата земја. Да бидам искрена, мене не ми е жал, затоа што знам дека сум гостувала со феноменални представи, сум имала феноменални можности актерски остварување на овој фестивал. Верувам дека она што е мој еден ден ќе дојде. Секој актер длабоко во себе посакува да ја добие таа статуетка. Дали ова е моја година? Секоја година е моја година, кога го работам она што го сакам.